Добре дојде во студио за Ана Павловска-Данева, професор по управно право на Свети Кирил и Методи на правен факултет. Тема е лустрацијата и токму заради тоа беше повикан и првиот човек на лустрацијска комисија Томе Аџиев, кој воопшто не одговори на мојата покана. Што е најавата на лустрацијска и на Аџиев? Вели дека ќе бидат разрешени од професорска служба заради лустрација професорите, како и академиците. Вели дека вршат јавна функција согласно членот 29, после што всушност имаше настана дебата, говореше и професорот Борче Давидковски, тој е и декан на правен, вели дека нема да ги брка професорите кои се лустрирани заради тоа што не вршат јавна функција. Академик Камовски не даде ваква изјава, туку ги упати своите колеги, академиците, да побараат некакви правни лекови. Значи, клучниот проблем околу јавна функција. Томе Аџиев вели дека тие вршат јавна функција, додека тоа така не стои во законот всушност. И вие имавте една колумна, ем шуто, ем боде се однесуваше на Аџиев, но и на генерално на луѓето кои сакаат да ја спроведат оваа одлука. Ви благодарам најпрво на поканата и јас искрено жалам што господинот Аџиев не се одзвал на вашата покана, бидејќи ќе беше навистина поефикасно да дебатиравме на темата заедно и да ги изнесеме и да ги соочиме аргументите секој со оние со кои што располага пред јавноста за да ја убедиме всушност јавноста за што станува збор и кој е во право. Да, факт е дека се разви една дебата, од еден многу мал број всушност на луѓе настапивме во јавноста, иако и немам простор каде да се настапува, да се изнесат мислења и различни аргументи околу тоа дали треба да бидат, како што вели Аџиев, бркани универзитетските професори или академиците врз основа на решението на Комисијата за лустрација за нивно лустрирање. Всушност, прво, нејасно е зошто во неговите пресконференции веднаш после пресудата на Висшиот управен суд, а имаше пресуди за еден поголем број на луѓе, со кои им се потврдува лустрирањето, зошто Аџиев се фати токму за универзитетските професори, иако во тој број на луѓе чинам воопшто не беше доминантен бројот на универзитетски професори. Предпоставувам, апропо и називот на колумната која што споменавте, ем шуто, ем боде, дека може уште една изрека народна да се употреби, дека си ја ишка мувата од капата оној кој што ја има, па од тука Аџиев свесно тргнува како во некоја офанзива или напад и прејудицира дека допрва ќе паднат пресуди за одредени универзитетски професори. Чинам дека е тоа целно и дека е насочено кон одредени личности. И второ, дека прејудицира или наметнува, или ако сакате дури врши притисок врз деканите да ги, како што тој вели, избркаат од работа. Во членот 2 или 3 од законот едно стои дека откако ќе биде една личност лустрирана, таа личност веќе не може да се кандидира да врши јавна функција, ниту пак да врши јавна функција која веќе носи таа функција. И тоа е всушност во член 3 чина. И законот е тука јасен, нејасно е толкувањето на Аџиев. Зошто одеднаш од сите професии во државава што постојат или во едно општество, ги издвојува универзитетските професори и вели ова не е професија, туку е јавна функција. Јавна функција значи дека е некој избран или именуван од собрание или од извршна власт. Ниту универзитетските професори ниту се избрани, ниту се именувани со решение ниту од законодавната, ниту од извршната власт. Еднакво како професурата, така и адвокатурата всушност. Тоа е јавна служба и добри правници, подковани правници треба да го знаат, треба да ја знаат разликата помеѓу јавна функција и јавна служба. Јавна служба подразбира образование, здравство, култура, наука, социјална грижа и така натаму. Ако ја прошириме дефиницијата, луѓето во комуналец вршат јавна дејност, тие ги чистат улиците за сите нас граѓаните. Ние универзитетските професори вршиме јавна дејност. Како и новинарите. Така е, како новинарите, како глумците, како докторите. Како Аџиев изведе заклучок дека е тоа јавна функција, искрено никому не му е јасно. Тој ја издвојува само за професурата или во поширок аспект? Тој во неговата пресконференција која внимателно ја следев и изјавата дадена за некои медиуми,
ја издвојува токму професурата. Од тука се чини дека го прави тоа тенденциозно. Неспорно е дека го прави тенденциозно. Сомневањата се дека всушност професорот Фрчковски е предмет. Верувам дека е најголемата грижа на Аџиев, професор Фрчковски, и ги издвојува професорите, при тоа самиот се вплеткува во лапсузот кој го започнува, па се вплеткува уште подлабоко и вели: тие треба да бидат избркани од државните факултети, а после тоа, ако сака газдата на приватен универзитет, може да ги прими на работа на приватен универзитет. Која е тогаш целта на лустрацијата? Како вели тој, ако сакаат да прават собир на лустратори, нека го прават нека на друго место, на приватен универзитет. Инаку, и тој деновиве 2-3 дена на нашиот факултет, искрено, и не само на факултетот, воопшто во меѓу интелектуалците, служи за подсмев оваа изјава. И сега, а контрарио се поставува прашањето: ако е јавна функција само професурата на државен универзитет, каква е тогаш професурата на приватен? Приватна функција. Постои приватна функција. Тоа е некоја најнова креативно толкување на Аџиев, која никаде во светот не постои. Ние имаме впрочем еден закон за високо образование и тој закон за високо образование го опфаќа статусот и на професори на државен и на професори на приватен универзитет. Освен велите за подсмев во интелектуалниот, односно професорскиот свет во кој се движите, и во правната фела воопшто. Во правната фела. Имате ли намера да преземете нешто токму за ова прашање? Па јас прво не мислам дека освен подсмевот за кој говорите, се бара од институцијата како институција, да речеме универзитетот или факултетот, да преземе нешто, освен што алудираше во последниот негов настап, ми се чини на Алса телевизија Аџиев, дека деканите, значи во конкретниот случај би требало деканот на правниот факултет да го отпушти од работа, евентуално лустрираниот утре професор на нашиот факултет или на нашиот универзитет. Зашто апсолутно и тој се согласува, тој е впрочем исто професор на управно право и апсолутно е нејасно како ќе го отпушти и зошто би го отпуштил кога немаме јавна функција, ние никој кај нас не врши јавна функција. Да. Може ли да се прескокне професорот Давидковски, деканот? Говорите за процедура некаква законска по која би одела постапката на разрешување на професор. Значи таму нема основ за разрешување. Освен што нема основ и за кој Томе Аџиев вели дека има. Основ нема, а кога веќе по некаков друг основ треба да се разрешува некој универзитетски, сега зборувам општо за било кој универзитетски професор, кога станува збор за редовен професор, кој што е избран во звање редовен професор, кое му е до крај дадено на неговиот работен век, во тој случај може да го разреши само оној орган кој што го избрал. А тоа е во конкретниот случај ке редовните професори на универзитетите, не само на нашиот, тоа е наставно-научниот совет. А ги споменавте академиците, кај академиците тоа е собранието на академијата, собрание на МАНУ. Значи не ги избира тие луѓе еден човек па еден да ги разреши, оној орган што го избрал, тој го разрешува. Исто како и функционерите во собрание имате функционери што ги избира собранието, може да ги разреши само собранието, не може Трајко Велјановски да ги разреши, разбирате. Да. Но сепак ве прашувам дали може таа процедура да се прескокне, без разлика кој ги разрешува, кој ги примал на работа, едноставно да се смени процедурата, закон. Не, да се смени закон може најверојатно во секое време, меѓутоа не верувам дека би дошло до таква ситуација да за еден човек кој представува трн во око на актуелна власт или на еден актуелен функционер, бидејќи Аџиев е функционер и носител на јавна функција, дека заради негови некои фрустрации би требало да се смени цел закон. Меѓутоа не, апсолутно е невозможно да се смени закон во кој што ќе се смени постапката за разрешување на некој. Се знае, тоа е правило во правото воопшто во светот. Тој што го избрал некого, тој може и да го разреши. Вие не верувате во такви работи, но да видиме што вели Наташа Габер Дамјановска од Уставен суд, судиката Габер, која всушност се говори дека и таа беше казната токму заради ова изнесено мислење кое го имам пред мене, која се спротивставуваше не само за лустрација на Уставниот суд, туку и за многу теми, како вели таа, дека лустрацијата е за лица кои би биле во можност да бидат во иднина на јавна функција. Значи се исклучуваат пензионери, се исклучуваат починати лица. Секако. Што еве во случајот имаше неколку починати лица, но најмногу се крена бура во јавноста околу академик Славко Јаневски, на пример. Тоа е единствен случај во светот да се поскумно лустрираат луѓе или да се лустрира.
Од тука произлегува фактот дека и самиот законодавец, собранието го донесе овој закон без присуство на опозицијата. Опозицијата не влезе во тоа време воопшто во собраниска сала, бидејќи јавно беше кажано дека е законот противуставен. Зашто се произнесе после Венецијанска комисија, единствено нашиот уставен суд не се произнесе, односно не кажа дека има противуставни одредби. Инаку во светот законите за лустрација се носат со консенсус и од власта и од опозицијата, и од тука се гледа дека духот на законот бил, Аџиев ужива во неговото спроведување не на законот, туку на духот, она што стои како интенција позади, еден класичен линч визави луѓето кои што се од било која причина неподобни за власта. Апсолутно не се работи за помирување, бидејќи лустрацијата како поим значи помирување, просветлување, идеолошко помирување, прочистување на оние кои биле соработници со служби од идеолошки причини или од материјални и така натаму. Овде се работи за линч кон конкретни личности кои во овој момент ми се чини Аџиев е осамен и ги избира и кон нив се фокусира во своите јавни настапи. Да. Околу академиците ме интересира, ти ве кажав веќе дека академик Камбовски како прв човек на Ману не даде експлицитно одговор за разлика од професорот Борче Давидковски кој отфрли таква можност. И овој случај можеме да го третираме како незаконски и работата на академијата, на академиците не може да се каже дека е јавна функција. Не е вршење. Јавна функција значи вршење власт. И постојат законодавна власт, извршна и судска. Тие луѓе се носители на функции, на јавни функции, тие вршат некаква власт. Ниту академик, ниту професор, ниту доктор, ниту глумец, ниту новинар не врши власт. Од тука ние сите немаме јавни функции, но на крајот ако воопшто треба да се одлучува по тоа прашање, повторно велам, нема да може дури ни самиот и се разбира дека нема тоа да го направи, верувам длабоко самиот академик, председателот на Ману, академик Камбовски, туку собранието на Ману, оно што ги именува, што ги избира луѓето, тој орган може да ги разрешува. Тоа секако нема да биде сам академик Камбовски. Еве, например, околу академиците, има еден податок дека, например, академик Томе Серафимовски има во неколку академии е почесен член. Значи ли дека тоа Томе Аџиев или илустрацијската ќе бара од овие академии да биде избркан, да не засрами како држава Томе Аџиев да се обрати на некој надвор од државата академија, каде што би барал такво нешто, бидејќи тоа веќе би било срамно не само за него лично, туку и за нас како држава. Ако го направи тој лапсус. Околу професурата повторно, Законот за високо образование вели дека професорот е всушност доживотно професор. Не, има неколку степени на професура. Кај редовните професори има два закони. Значи, едниот е, да речеме, јас сум редовен професор, избран пред, не знам, година дена, отприлика, и мене ме фаќа оној така наречен нов или последен закон, каде што јас одам на реизбор. И мојата генерација на редовни професори, после 7 години, подлежиме на реизбор. Пред тоа постоеше закон во кој што влегува една гарнитура на постари професори, и тоа е еден голем број на редовни професори од сите универзитети во Македонија. И тој важи сега за нив? За нив тие се избрани од наставно-научниот совет, не од ректорот. Ние по новите сме и потврдени од ректориот Сенат. Тие не, и за нив нема реизбор. Имаше два, штом ги поминале двата, веќе остануваат доживотно. Ако ме прашувате конкретно, бидејќи веќе е јавна тајна дека Аџиев се има фокусирано конкретно на Фрчковски, уште малку му треба и да се сам произнесе да го изговори неговото име, професор Фрчковски, редовен професор на правниот факултет, е избран доживотно, бидејќи помина два реизбори и веќе нема пред него не стојат. До крајот на неговиот работен век е избран за редовен професор. Не стојат пречки, освен лустрацијската комисија, која може да делува како што сака. Може ли? Мислам дека не може и апсолутно верувам во сите оние што се стручни и што разбираат, тука го сметам првенствено мојот колектив правниот факултет, но и сите останати правници, и ректорот, и сенатот, бидејќи тоа се стручни луѓе од областта на високото образование, дека нема да дозволат вакви изјави да ги пореметат нивните ставови, нивните стручни знаења. Апропо и називот што го споменавте, она што нашиот народ го вели шутоен бода, тоа е всушност проблемот во ова општество и тоа е она што најмногу не иритира и не фрустрира сите кои се бавиме со одредена специјалност, било каква.
кога на функција доаѓаат луѓе што имаат за себе некаков бекграунд стручен, или она што велат старите го има пенкалото врака, во смисла го има занаетот, ја има стручноста, тогаш не е проблем кога спроведува политики и со кои дури може и дел од нас да не се согласуваме и да имаме различни мислења. И такви во оваа влада ги има одредени министри, одредени директори, кои ако приметувате, ја спроведуваат политиката и никогаш не настапуваат не пречесто, а кога ќе настапат се кратки, концизни и јасни, па можеме да спориме со нивните аргументи, но тие даваат одредени аргументи и после до крај спроведуваат политиката за која што се залагаат. Аџиев е еден од, за жал, повеќето функционери кои зад себе немаат молив, не можат да држат молив, бидејќи ја нема стручноста, ја нема подкованоста и знаењето. Единственото што го има е позицијата и моќта, фотелјата на која што е доведен. И тука е проблемот. Со таков функционер или извршител на политики не можеш да спориш, бидејќи нема аргумент, нема представа, туку едноставно решил дека сопствената фрустрација ќе ја спроведе преку моќта и позицијата што му ја дава фотелјата. Или со други зборови, мене ми е совршено јасно дека во овој момент јас и вие да не беше комисија за лустрација, да не постоеше или законот, немаше да го спомнеме името на правникот Аџиев. Не само јас и вие. Апсолутно ќе беше анонимен за целата јавност. Но добро, фактот говори дека е тој целата сега. И за правниците исто така. Во овој момент мислам дека единственото нешто што ни се случува годиниве наназад со Аџиев, бидејќи не е само овој случај, има мал милион досега небулози изречно. Всушност тој беше нелегитимен, со години седеше председател на комисија, не избран од собранието. Да. Но факт е дека е председател на Тоа е единствениот администрацијска. ефект што го доби. Откако стана председател да му се врти името и да може да спроведува собствени би рекла политики, бидејќи видете ниту еден член на комисијата не излегува во негова подршка и во јавност не ги Но дава. добро, што ќе се случи доколку господин Томи Аџиев сепак донесе таква одлука да бидат истерани од работа? Не носи тој одлуки, неговото одлучување заврши. Заврши со носењето на решение. Комисијата за лустрација донесе решение дека се лустрирани тие луѓе. Тука завршува неговото овластување целосно. Понатака има судски спорови, управниот суд се произнесува, виш управен суд се произнесува. Толку е улогата на Аџиев е да го Не може донесе да се решение. наметне воопшто. Во јавноста може, во медиуми да дава изјави. Да. Ништо повеќе правно не може. Кој може тогаш да ги истера овие професори и академици од работа? Значи, ви велам, ако постои законски основ да се истера од работа Но и ве велите не тогаш постои. Тогаш ќе истера аргументите оној што велат ги дека избрал. не постои, односно законот вели дека не постои. Постојат никакви можности. Во Но овој сепак закон ако нема. Но сепак ако тоа се случи. Значи, кога би била јас лустрирана, а веќе во последно време со оглед на луѓето што ги лустрира Аџиев, станува престиж да се биде лустриран, грубо кажано, или ако го доведеме до апсурд, бидејќи навистина луѓе што се интелектуалци и вредат во општеството, еден по друг се лустрираат. Од тука велам, кога јас би била лустрирана и кога би требала да бидам избркана од работа заради тоа што сум лустрирана, тоа би требало да го стори ректорот на УКИМ. Бидејќи јас сум по таков закон и во таква постапка избрана, мене ме избрал. Што би го спречило Јас имам ректорот? договорен однос, заработен однос Што би го ректорот. спречило ректорот да го стори? Кај професор Фрчковски, например, и кај неговата генерација на професори, нив може да ги во наводници избркан, или пошто е груп збор и Добро, не е случај, кажете, тоа би бил советот. наставничкиот совет. Но ете ако се случи и тој совет да гласа. Постои ли таква можност? Не верувам. Не верувам, бидејќи конкретно спорувам сега за правен. Не сакам се дојдам во ситуација да преюдицирам како што преюдицира господинот Аџиев во неговите изјави, меѓутоа наставно научен совет на еден правен факултет го сочинуваат од прв до последен правници. И ако се правници го знаат правото и се разбира дека нема Ќе го спроведуваат законот, а не политичката волја на одредена партија и на. Значи тоа не се доведува како прашање воопшто, не знам дали ме разбирате, бидејќи буквално секој член на наставно научен совет, буквално секој правник, буквално секој професор и асистент по право знаат дека ние сите заедно не вршиме јавна функција. Тоа ни е нас совршено јасно. Ако не вршиме јавна функција, зашто воопшто би го покренувале тоа прашање? Да. Веројатно не знаете само и вие туку. Општо познато, односно. Општо познато е дека не може Јасно да е се смета за кој функционер, врши професор или доктор јавна или хирург. функција, Тоа да. не се функционери. Да. Ви благодарам што бевте гост. Благодарам вам на поканата.